Добар ден, причешни! Добар ден, драги приятели! Добар ден на сите! Денеска сме тука на еден многу голем ден. На еден многу голем празник во Македонија. 23 октомври. Денот на македонската револуционерна борба. Денот на основањето на МРО. Денот на основањето на ВМРО. Драги пријатели, гледам дека актуелната марионетска власт се срами и се плаши да го слави овој празник. Ние немаме од што да се плашиме и да се срамиме. Народот на Македонија знае дека ВМРО секогаш била и ќе биде заштитник на интересите на македонскиот народ и граѓаните на Република Македонија. И во добро, и во лошо. Драги пријатели, видовме дека СДСМ немаат ниту некои проекти, ниту сериозна програма и затоа ни зборуваа за воздух, за магла, за ветер и така натаму. Видоа дека не можат да не победат со работа, па удрија на криминални избори, удрија на заплашувања, на втерување страв кај луѓето, на уцени кај луѓето и многу подкуп. Тоа е начинот како спроведува избори во Македонија. Класични африкански избори, со подкуп, чии што чувари беа полицијата или дел од полицијата што прифатија да бидат партиска полиција во овој случај. Драги пријатели, видовме дека на овие избори имавме пук скршен череп на градоначалник, убиен носител на советничка листа. Имавме искрешени штабови на ВМРО ДПМН. Имавме следени кандидати за градоначалници, слики на партиски активисти во надпревар чии пиштол подобро пука или е поголем, а полицијата молчи. Молчи затоа што е соучесник. Секој ден со име и со презиме дознававме како потплаќаат гласови. Информиравме, но нема реакција. Следниот ден повторно продолжуваа. Но нема да не скршат. Нема да им дозволиме да не скршат. Народот гледа што се случува. И ќе им се врати како бумеранг. И ќе има одговорност за сето тоа. Еден ден ќе има одговорност за се што прават. Тоа треба да го знаат. Нема да им се заборави. Драги пријатели, крајната цел е да се сузбие секој слободномислечки македонец кој што си ја сака државата, кој се грижи за својата држава, го сака својот јазик, својот идентитет, своето име и преку разни механизми да делува дека сакањето на државата е нешто што не е модерно, нешто што е демоде, а дека модерно е хомосексуални бракови, по усвојување деца во хомосексуални бракови, дека модерно е легализација на марихуаната, легализација на дроги, дека модерно е конзумирање на алкохол во енормни количини. Ненормалното го прават нормално, нормалното го прават ненормално. Драги пријатели, ќе дојде крајот и на ова. Го видовме ова време, народот го гледа, свесен е што му се случува, ќе дојде крајот и на ова време. А секој кој што помислил да ја штити државата, како што беше на 27 април, секој кој снимал документарни филмови за историјата на Македонија или пак учествувал во поставувањето на споменици на македонските борци за слобода, на македонските дејци, денеска треба да живее во страв и во прогон дека може нешто да му се случи. Криминалците на слобода, патриотите по затвори. Красничи на слобода, Едмун Темелко во затвор. Убиците на децата од Смилковското езеро на слобода, а дедото за кубење коса 4 години затвор. Драги пријатели, немилите настани на 27 април беа намерно испровоцирани.
Луѓето кои што излегуваа да ја бранат државата потпаднаа на таа провокација. Погрешија што потпаднаа на таа провокација. Но, кога гледаме како се ослободуваат секојдневно криминалци, како се ослободува красничи, излегува и ни се смее преку медиумите, и ни кажува дека дошол на власт неговиот човек Зоран Заев и дека сега тој е слободен човек. Кога гледаме како Бајруш со еден куп пресуди за тешки кривични дела ни покажува два прста од некој ресторан, покажувајќи сила дека неговата партија и неговиот лидер го ослободил. Кога гледаме како ќе ги пуштаат сега убиците на свирепото убиство на 5 македонски деца кои што беа убиени само затоа што се македонци. Кога гледаме како намераваат да пуштат над 1050 затвореници, сторители на тешки кривични дела, луѓе кои што направиле и тешки телесни повреди, разбираме и нагласуваме дека нема простор понатаму да продолжи процесот против луѓето кои што беа предизвикани на 27 април да влезат во собранието. И ние ќе се бориме со сите наши средства и инструменти во рамките на институциите да им помогнеме. И додека прават спектакли, економијата тоне, економијата оди надоли. Индустријското производство паѓа извозот, паѓа девизните резерви. Секој ден имаме се пониска прогноза на раст. Македонија е сериозно економски различена. Нема ниту инвестиции, ниту нови работни места. Просечната плата престана да расте. Пензии не само што престана да расте, туку почна да се намалува, а имаше ветување дека ќе расте. Престана растот на пензиите. Стандардот не оди нагоре, туку се намалува. Сиромаштијата расте. Државата е на колена. Но не заборава да го склучат договорот, штетниот договор со Бугарија, каде се откажа од македонското малцинство во Бугарија, каде се откажа од македонскиот јазик и каде прифатија да се менува историјата на Македонија и да прифатиме некоја друга држава да ни ги менува, да ни ја менува нашата историја согласно нивните државни интереси. Тоа не го заборавија и не го прашаа народот. И затоа, драги пријатели, ние излеговме со иницијатива со која велиме ајде да го прашаме народот на референдум. Дали тој се согласува за ваков штетен договор? Драги пријатели, главната цел е промена на името и промена на идентитетот. Целиот тој склоп добива суштина. Противуставниот закон за двојазичност, договорот со Бугарија, договорот кој веќе го најавуваат со Грција, кој ќе биде направен на идентичен начин како договорот со Бугарија. Носењето на мигранти и населување во Македонија, на мигранти од Африка, од Азија, давање државјанства, ишли и планот на Зоран Заев да им дал државјанства за да ги направил негови гласачи, зголемувањето на даноците, легализацијата на хомосексуалните бракови, се тоа она што тие го нарекуваа редефинирање на државата. Но се уште не е доцна. Ниту законот, ниту договорот со Бугарија е поминат, ниту законот неуставен за двојазичност е поминат. Ние, народот на Македонија, предводени од ВМРО, ќе се бориме за државните и националните интереси. Владеат со страв, за да не се види големата слика. Но нема хунта која не била победена од народ. Нема помрачување кое не било осветлено од народот. Порачувам дека нема да не скршат. Нема да им дозволиме да не скршат. Нема да не поколебаат, ниту да не уплашат. Заеднички ќе се спротивставиме. Да не дозволиме апсолутна власт во државата. Да не дозволиме да станат шерифи и монарси. Да не дозволиме да ги одземат бастионите на ВМРО како што е Штип. Кој многу добро знае што е ВМРО и низ историјата и денес.
од нас зависи. Во сите години на власт на СДСМ, па и во овие 5 месеци, добро знаете дека ништо не направија за Штип. Ниту во минатото кога беа на власт, ниту во овие 5 месеци. Ако ви велат дека 5 месеци се кратко, прашајте и помислете што за тие 5 месеци направи Илчо Захариев. Колку работи ги извади, колку работи ги направи. Драги пријатели, да се подсетиме дека невработеноста во Македонија во времето кога ВМРО дојде на власт беше нека и 12.000 луѓе. А сега, на заминувањето таа опадна на околу 2.500 активни баратели на работа. Тоа е ВМРО ДПМН. Тоа е помагање на народот и на неговиот живот. Драги пријатели, истовремено ќе обезбедиме учениците од 1 до 5 оделение да добиваат здрав оброк и бесплатен оброк од општината. И со тоа да се растеретат родителите од плаќање на оброкот во училиште. Општината Штип и Илчо Захариев ќе овозможат можности за граѓаните за стекнување со собствен дом. По символична почетна цена од 1 евро по метар квадратен на земјишето и ќе ги укиниме или намалиме трошоците за комунали. Нудиме концепт во кој што нема да има неасфалтирана и неосветлена улица, нема да има парк, ќе има парк во секое мало. За Штип, нашата цел е подобрување на патната инфраструктура во Штип и затоа ќе продолжиме со изградба и реконструкција на локалните патишта во Кошево, во Почивало, во Шашеварлија, овдека во населбата Три Чешми, во Чардаклија, во Балканска, во Македонка, во Железничка, во Дузвак, како и на улиците Сутјевска, Крушевска република, Панче Караѓозов и поврзување на булевар Јена со булевар Партизанска. Предвидуваме изградба на обиколницата на булеварот Гоце Делчев до бањата Кежовица, преку населбата Пребег, со која значително ќе се олесни сообраќајот во центарот на градот, особено комуникацијата помеѓу населбите надвор од градот. При градските насоби ќе се поврзат со градскиот водоводен систем и тоа ќе обезбеди граѓаните да пијат чиста и исправна вода. Предвидуваме и изградба на главната водоводна линија, за да се обезбеди доволна количина на вода за пиење во технолошко-индустријската развојна зона во Штип. А исто така и поврзување на постоечката дистрибутивна мрежа на индустријскиот дел. Ветуваме уредување и на коритото на реката Брегалница, од потегот кај бања Кежовица до Чардаклија, со урбани содржини како игралиште, тримпатеки и друго. Ќе извршиме и санација на средното училиште Коле Нехтенин и на основното училиште Тошо Арсов, како и доградба на општинското училиште Славојко Арсов. Предвидуваме и гасификација на секундарната мрежа во Штип, бидејќи примарната мрежа веќе е донесена. Гасот е донесен до Штип, следува секундарната гасификација, односно разгранокот низ градот и населените места. Ветуваме и изградба на 3 кошаркарски и баскет игралишта, скейт парк и велосипедска патека за екстремен спорт. Предвидуваме и изградба на затворен пливачки базен. Предвидуваме нула толеранција за дивите депонии. Во секое село има урбан блок. Ќе се одреди место каде што би можел да се транспортира отпадот. Драги пријатели, има уште многу работи во програмата на Илчо Захариев. Но ние веќе го познаваме добро овој човек. Тој не само што исполнува програмата, најчесто исполнува многу повеќе од ветеното. Многу повеќе од програмата. А вие тука во Три Чешми, добро го познавате, добро знаете што направи, колку се грижиш. Скоро да нема наш разговор, дали телефонски, дали во средби, кога ми кажува што прави, а да не почне да зборува за Три Чешми. И навистина,
заслужува да добие нов мандат, за да продолжи да работи, да продолжи да создава, да продолжи да решава проблеми. Драги пријатели, уште еднаш ќе кажа. СДСМ во наредните денови, ја молам за тишина ако може. СДСМ во наредните денови ќе продолжи да се обидува да заплашува. Ќе продолжи да се обидува да уценува. Ќе продолжи да се обидува да набива страв и да подкупува. Треба да си го задржиме интегритетот. Треба да си го задржиме достоинството. Треба да им се одговори со масовно излегување во недела и гласање за ВМРО ДПМН, за Јучо Захариев и за оние кои што работат.